Буџетот на општина Куманово за 2022 година е раздвоен во вкупен износ од 2 милијарди 129 милиони денари, истакна на вчерашната седница на Советот раководителот на секторот за финансиски прашања Ирена Илиевска. Според Илиевска, од вкупниот буџет, основниот буџет, односно сопствените приходи на општината се 886 милиони денари, што значи дека во однос на минатата година е зголемен за 214 милиони денари и е со многу покрупни проекти во однос на сите претходни буџети. Оваа покачување на основниот буџет се должи на неколку причини. Ова го истакнавме и на комисијата, а ќе го кажеме и сега. Значи, најпрвин се должи на добрата реализација која што имаше општина Куманово во претходните 3 години, поради тоа што знаете дека се зема просекот кој што го остварила општината од сопствените приходи и тој просек се зголемува за 30% согласно законот за за финансирање на единици на локална самоуправа. Така да во претходната година општината собра многу повеќе средства од колку што планираше. Па поради тоа гледате дека овој буџет има дефицитарно финансирање. Оваа дефицитарно финансирање значи дека општината од 2021 во 2022 година пренесува само сопствено салдо од сопствени приходи 180 милиони денари. Тоа се приходи кои што општината ги собрала по основ на даноци и такси и други надоместоци кои што и следуваат согласно одредени закони. Покрај овие 180 пренесува и средства кои што ги има добиено од страна на владата, а ги нема реализирано во текот на 2021 година, а тоа се за изградба на Соколана и за изградба на спортска сала, како и изградба на гасификација за пооделни објекти, за кои што се распишани тендери и ќе се потрошат во почетокот на 2022 година. Освен ова, во дефицитот влегува и кредитот, кој што го има земено општината, за кој што одлука донесе претходниот совет, меѓутоа овој кредит, првите приливи ќе дојдат во јануари и затоа е значи како дефицитарно финансирање. Илиевска потенцираше дека за разлика од минатата развојна програма кога расходната страна била 17 милиони денари, сега е усвоена развојна програма од 150 милиони денари. Со развојната програма за наредната година, општина Куманово има издвоено средства за водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација во износ од 35 милиони денари, за разлика од минатата година кога за оваа намена биле предвидени само 2,5 милиони денари. Значи најголем дел на расходната страна се капиталните приходи, меѓутоа тука влегуваат и капиталните расходи, се извинувам, меѓутоа тука влегуваат и расходите на самите јавни предпријатија, согласно програмите, почнувајќи значи од јавното предпријатие Чистота и зеленило, заедно со јавното предпријатие Куманово план, како и јавното предпријатие Куманово паркинг, чии што програми беа претходно усвоени. Во составен дел значи на расходната страна се и тековните трошоци. Инаку тековните трошоци се трошоци кои што се поврзани за функционирање на општинската администрација, значи започнувајќи од платите и до другите комунални услуги кои што се потребни за да функционира општината. Општинскиот буџет за 2022 година беше усвоен со 25 гласа за и 4 против.